Општина Карпош продолжува со реконструкција на фасадите. Овој пат на улицата Никола Русински ги реконструираме румунските кули 4, 6, 8 и 10, а кулата број 12 беше реконструирана во текот на минатата година. Целата инвестиција е над 20 милиона денари и ја извршува ова инвестиција фирмата Алдинг, од која што сме навистина задоволни, имајќи во предвид дека и правиме уште 3 други румунски кули овде на територија на Карпош 3, значи тоа се вкупно 7 големи згради со целокупна инвестиција некаде околу 33 милиони денари. Со ова граѓаните кои што живеат во овие румунски кули ќе имаат заштедена енергија. Инаку морам да ви кажам дека веќе ние одржавме 2 состанока со раководството на БЕК, односно оние што испорачуваат топлинска енергија на територија на општина Карпош. Тие побара од нас да им ги доставиме сите згради кои што сме направиле термички фасади, се со цел да направат нови мерења и да намалат испорака на топлинска енергија, со цел да се намалат трошоците на граѓаните кои што плаќаат за отоплување. Во исто време имаме и акција на оние згради, особено во овој момент имаме акција зградите кои што се на Иволола Рибов спроти студентскиот дом Гоце Делчев, бидејќи направивме фасада, сега ќе се минува таму и крововите, изолација и на кровната конструкција ќе се става. Направена е пресметка, преговараме со граѓаните, значи сите тие 4 згради повторно да се вратат во системот на топлификација со цел натаму да имаме поекономично грејење, помало загадување на човековата околина, а исто така свој придонес ќе се даде и општината Карпош, затоа што како што сте информирани во изминатиот временски период општина Карпош веќе 6 училишта преориентира на друг начин на грејење. Имаме нова понуда на топлификација која што вели дека од оние трошоци кои што сме ги имале за отоплување ќе ги намалат за 30%, за да повторно се вклучиме во системот на топлификација. Мислам дека бенефитот е огромен, пред се за граѓаните, покрајно естетскиот со кој што се разобавува нашата општина, но во исто време со тоа се зголеми буџетот на граѓаните на општина Карпош, а и имаме односно индиректно влијание врз човековата околина на нашата општина. Од почетокот до завршувањето на овие 4 кули е предвидено 45 дена, значи некаде до 1 октомври овие кули ќе бидат со нови фасади.